Поени кај бугарското гласачко тело. Тоа е целта на декларацијата поднесена во бугарскиот парламент од партијата на Костадин Костадинов. Политичкиот амбиент е зоврие на Македонија се користи како тема за препукување помеѓу партиите кај нашиот источен сосед. Природба на Костадинов ја поднесе декларацијата во која се наведува дека македонските владеачки фактори давале провокативни и навредливи изјави кон Бугарија и во истиот се изнесуваат стравување за исполнувањето на францускиот предлог. Треба да имаме и предвид дека најавени се избори, политичкиот амбиент е зоврен, очигледно дека прашањето за Македонија станува политички курентно во бугарската политика во моментот, така што да бидеме реални, да очекуваме дека сепак тоа е дел од политичкиот амбиент, предизборен амбиент во Бугарија кој се случува во моментот. На бугарите не им се допаѓа ниту новиот состав од македонска страна во историската комисија. Според првиот човек на бугарскиот тим, историчари Ангел Димитров, овој состав ќе го заострил тонот помеѓу Скопје и Софија. Сега новиот состав, којто очевидно ще върви по линијата начертана од новото правителство, какво би могъл да направи повече, освен да твърди още повече тази теза, това поведение научно, което имаха предишния състав на комисията. Още повече, поне двама от тези членове на новия състав са ни познати. Во правец нова, екс-амбасадорот Јанкуловски посочува дека новиот состав има поразлични ставови од претходниот, поттука Бугарија ова го гледа како нов почеток на преговорите, без тие да ги имаат конците в раце. Новиот состав се доживува како нов почеток, за кои тие не знаат како ќе се одвива, така што не би полагал многу сметка во нивните очекувања од составот на новата комисија. Сепак се работи за луѓе кои се во науката и луѓе кои може би поинаку размислуваат од претходниот состав и имаат поинаку став по прашањата кои ги тангираат двете држави. По назначувањето на новите членови од македонската влада во Комисијата за историските прашања, кој произлезе од договорот за добрососедство, нема одржано состанок, но бугарската страна веќе се впушти во оценување на компетентноста.